Доктор Таравари, добро утро. Добро утро. Како сте, каква е состојбата во општина Гостивар после овој викенд? Што се случува на територијата на вашиот град? Добри сме, генерално во општина Гостивар можам да речам дека ситуацијата е некако под контрола. За сега имаме 97 тестирани луѓе. Овде кога велам општина Гостивар го опфаќам старата територија на општина Гостивар, значи и Маврово и општина Врапчиште, кои што тестирањата ги прават во Институтот за јавно здравје во Гостивар. Така да вкупно тие три сегашни нови општини, само 4 имаме инфицирани, заразени, и една веќе излечена, 2 пати во тек на последните 24 часа тестирана, испадна дека е негативна, асимптоматски ја помина и сега веќе се наоѓа во домашни услови. Од овие четворица, само да објаснам, пајца се во новата територија на општина Врапчиште, една во селата Добридол и Калишта, и едниот пациент е од Струмица, а сместен во Маврово од тие луѓе кои што ги донесоа од Словенија, ако не грешам, со автобуси и се во колективен карантин. Тоа се најновите информации од Гостивар. Доктор Таравари, да ве прашам и како лекар, како вие проценувате ситуацијата воопшто со здравствената состојба, па и политика во државата? Прво, одите ли на клинички центар, се уште одржувате операции или сте комплетно посветени? Не, јас не оперирам, јас прегледувам пациенти. Ја никогаш не сум немало ден кога не сум прегледувал пациенти. Како ви се чини целата здравствена политика и каде се движат работите, бидејќи здравствените власти најавуваат дека пикот допрева следува, наредните недели ќе бидат критични? Јас сум, значи, со моето скромно знаење по епидемиологија и инфектологија, бидејќи сум невролог по специализација, би можел да речам дека здравството релативно до сега добро се справува, освен што мислам дека министерот претерува со пресконференциите, треба да пушти некој друг, тој да се појавува еднаш или 2 пати неделно доволно е. Мене ми изгледа повеќе како портпарол на владата моментално, отколку како министер. И одредени препораки ние како партија веќе ги дадовме. Треба да се подготват и резервни капацитети, бидејќи здравствените услуги се концентрирани комплетно во Скопје. Мислам дека најавија дека Битолската болница ја отвараат како регионален центар. Повеќе треба и Петовската да ја подготват, и Штипската да ја подготват, и неколку клиники во клинички центар, например пулмологија, физиологија, клиниките кои што работат со болести на белите дробови, да ги подготват како центри кај што би можеле да се третираат пациенти кои што ќе имаат компликации од коронавирусот, чисто како сугестии. И мислам дека тестирања дефинитивно треба повеќе да се направат и тоа да се набават што побрзо брзи тестови. За тие брзи тестови се поведува малку контроверзни дискусии, што тие всушност откриваат и дали сликата што ја даваат е точна или неточна. Без разлика, тие што ќе испаднат позитивни од нив, после дека се оди на подетална анализа. Полно од нив повторно ќе испаднат негативни. Барем тие што се позитивни ќе се повторат со подетален тест кај што се проверуваат и ИГМ и ИГГ. Мислам дека тоа се веќе 100% точни тестови. Вашата колешка од Тетово бара да се воведат во Тетово мерки слични на оние во Куманово. Општина Гостивар има ли потреба од такви заострени мерки на карантин? Ја одамна сум кажал, сега веќе е доцна. Ја одамна сум кажал уште пред 2-3 недели кога требаше рестрикцијата на часови на движење, односно полицискиот час да се воведе некаде од 6 или од 7 часот. Сега читам дека колешката од Тетово бара од 4. Меѓутоа сега мислам дека во Македонија горе-долу може да има 10.000 инфицирани. И е доцна за да се воведе тоа. Овој период, мислам, овие 2 недели ќе биде највисокиот број на заразени. Се надевам што помалку компликации да има. Господин Таравари, благодарам за овој утрински рапорт од Гостивар. Би пожелувам да остане таква ситуацијата каква што за сега е, иако и самите сте свесни и велите дека
Ќе има многу заразени, бројките ќе одат сите нагоре, се надеваме дека секако. на крајот сепак ова ќе заврши подобро отколку што некои црни прогнози можат да предвидуваат. Благодарам на Арбен Таравари, градоначалникот на општина Гостивар.